Да. Се префрлиме, одма добивме IP во меѓувреме на другото добив. четвртфинале. Го добите или не? Да, го добив. Добро. Во меѓувреме се враќаме на нас или одма почнуваат? Да, се враќаме на нас, само да сменам. Ова е втората мапа. Се враќаме одма ингейм, дечки. Мираж, ова е втората мапа помеѓу Toxicity и Rip Archie. Ако може да дознам само која победи првата мапа, претпоставам дека е Rip Archie, но за секој случај. Миле секирата. Да, првата мапа ја победи Rip Archie 16-4. А ова Мираж е пикот на Rip Archie, така да и ова би требало да биде побрза И се мапа. уште не сме ни запознаени со играчите, така да Мгм. може да ги представиш играчите на Toxicity. Да, тоа се Sonius, Fear, Novel, Convection и Demeter. Играчите на Rip Archie се Стојна, Хидес, Firestarter, Миле Секирата и Конекс. Миле секирата мислам дека е Styles, така. Најверојатно по сликата. И гледаме пуш од страна на специјалците. Да, на Специјалците. таму нема никој. Firestarter може лош тајминг да го погоди. Не, они одлучуваат да одат кон шорт. Гледаме четворица, петина играчи на Бесајд што може ова да е добар рит од страна на Toxicity. Styles! Одличен пуш од Styles, ја отвара мапата, отвара бесајдот со два пика, но гледам истовремено целосен стак. Тука има последен останува сега Convection. Прекрасен one dig од Convection. И Firestarter успеа да го контролира тоа CZ и да направи 3 фрага на оваа рунда, што им носи четвртата на Rip Archie. Така е. Styles. Значи Styles да биде, не Миле Секирата. Styles. Павле. Гледаме тројца играчи пред А-сајтот и двајца играчи на пермит од страна на Rip Archie. Дефолт сетап. Наул мислам дека ќе го изгуби овде животот, преагресивно оди и истовремено Firestarter прави кил на другата страна на мапата. Стои на Стапов уште еден фраг, остануваат само двајца живи, тоа се Sonius и Demeter. Sonius ќе се одлучи да го чува овој. Toxicity. Мислам дека би било добра идеја да го ловат. Да, со оглед на финансиите кои што ги немаат Toxicity МК, мислам дека ќе биде паметно да пробаат да го бутнат и ово оружје што го имаат, за да не можат никако да бидат компетитивни во следната рунда. Поправи Конекс. Еден за тимот на Rip Archie. Со таа зачувана емка изгледа како да ќе имаме half buy од другите. Паѓаат диглови и сизац. Имаме и еден P250. Само два армори. Така да. И пак имаме стаки раш на мид. Најверојатно нема да пронајде никој, но не е. Продолжуваат да буткаат на мид, прават многу чекори и сега се свесни за тоа. Фир, прекрасен one dig. И Хајц. Хајд, две брзи глави. Мислам дека ќе најде и трета врз Фир. Нема да биде тоа глава, но сепак одличен кил. Евративо е нормала рунда, остануваат Sonius и Convection. Convection успеа да му го скрати животот на Styles. И има потенцијал оваа рунда евентуално да ја земат, но Sonius прекрасна помош му дава на својот соиграч, но паѓа и Sonius само станува на 5 HP. 1 vs 1 е сега, така да постои шанса, посебно поради тоа што е со Калаш, one tap, one kill, но веќе на другата страна на мапата Хајд ја плантира бомбата
така да има супериорно позиционирање сега и време да ја клачне оваа рунда. Не знам дали го слушна. Двајцата многу тивки, перфектен Но тајминг. Хајц, сега ше малце да си игра. Увлече малку. Да. 6-1 за Рипарчи. Иако сепак, Сониус се обиде. Добар обид од страна на Сониус. Гледаме фул бай сега од страна на тимот на Toxicity. МК. И дефолт сетап. Премногу флешеви на мид. И првиот кил го правих Heights. Се што специјалките го имаат сајтот, но Деметере и на веднаш прават 2 фрага и брзо се трейдани. Двајца играчи во сете. Да, остануват уште двајца, тоа се Позиција Фиер и Деметера. Деметера. и добар носкоп. Но во Не го меѓувреме Firestarter ја поставува бомбата на Б. Во секој случај имаат подобра позиција, играчите на Рипарчи и убав смоук го затвара целосно тој агол. Но бомбата е плентана за Конекс, така да тој се наоѓа во добра позиција. Firestarter со првиот кил. Продолжува Fire да биде агресивен. Со ножот беше во рака, дали има желба да го направи? Го брка со ножот! Не успева, Конекс останува сам. Деметере го казнува тоа. Но сепак не успева да ја земе рундата. 7-1 за тимот на Рипарчи. И паѓа Деметере. Тоа што многу е повредена економијата на Toxicity. Да видиме на што ќе се одлучи тимот на Toxicity. За Light Buy со 4 дигали и 1 Max 7. Имаме ауто снайпер во раците на Heights. Стои на паѓа на рампа. Ауто снайперот со ноускоп на шорт успева да направи кил. Тоа со хечат Фир сега има овде добра позиција со својот шатган, но продолжува ауто снайпер. Фир, какви два хечати! Но сега ќе падне од хето. Бомбата да падне. Да видиме Конекс е сам во моментот на сајтот и паѓа од Деметере. Сега се е во раците на Firestarter, кој најверојатно ете го паѓа од страна на Новол. И го зеда ауто снайперот, но не го зачува калашот, така да. Но сепак имаат доволно пари за бај. Ете сега гледаме после толку време full buy со full utility од страна на Toxicity МК. Стој на Стапов. Леле, знаеш сега дека сватив шо му значи името? На Styles? Стој на Стапов. Јас се чудам цело време кога си го кажуваш. Ма не, Styles е Милен Секирото. Да, окей, тоа е сосема јасно со најкреативни имиња. Стојна, добро. Стојна нека биде само. Rip IQ. Се дешават. Гледаме двајца играчи излегува од конектор. Еден играч во джангл. Не знам дали Convection ќе го чекува. За Сониус му се наместија и двајцата играчи. Одличен спреден Convection, мислам дека сака, не. Само станува сега Конекс. Конекс. Сега треба да клачне 3 на 1 Конекс. АЦТ се во добра позиција да ја зачуваат оваа бомба. И добар прв пик од страна на Конекс. Да видиме одина кај сајтот на Стерс. Но не знам дали ќе го очекува
Convection и Convection го убива Конекс. 7-3. Сепак ова не изгледа најдобро за тимот на Toxicity, со оглед на тоа дека ова е CT мапа. Гледаме сите 5 терористи одат на кај Апс. Најверојатно ова ќе биде брз Б пуш и Конекс, Сониус го наоѓа Конекс. И Фир со еден фраг. Има добар кросфајер. Фир успева да најде уште еден Сониус. И паѓаат сите играчи на тимот на Рипарчи. Успеа да најдат само еден фраг. При тој брз Би пуш. Да. 7-4. Интересна игра до сега гледаме. Повторно форсаат Рипарче. Имаме два калаши, една чавка, еден дигл и еден сизет. На мид главната задача сега ќе има Деметере, но тој се гледаше од позицијата во близина на Ноуол се сите терори. Дори мислам дека се размина со еден од играчите, Ноуол излегува од смокот, Стојна го. губи својот живот од Стојна. Сониус во меѓувреме од пуш на шорт прави еден кил, за малку е трейдан, да, успешно е трейдан од Стојна. И мислам дека го очекува Деметерова. И паѓа Convection страна на Styles. Само Конекс. станува Фир. Паѓа Деметере. Фирево Апс. И мислам дека е слушнат од страна на Конекс. Но Фири има бомбата. Мислам дека е наоѓа бомбата на Upper Mid. Styles безгрешен со М4. Успева да го убие Фир. Кој што ја носи 8-та рунда за тимот на Рипарчи. И аутоснайперот се врати во рацете на собственикот. Или претходната рунда го имаш. Аутоснайперот се уште во игра, да? Цело време со ноускоп игра Хајд со аутоснайперот, не знам што е поинтата. Респект. Стојна продолжува со агресивниот пуш, убав хедшот наоѓа врз Новел. Сега имаме еден човек предност, Firestarter му помага со уште еден хедшот врз Деметере. Хајд конечно го уклучи десниот клик и зумот на својот аутоснайпер, сега останува сам Фир против четворица. Не се наоѓа баш во најдобра позиција, малку е заглавен во джангл. И Стайл успева лесно да го испреја. 9-4 за тимот на Рипарчи. Еко рунда од Toxicity. Две USP-ња, еден Deagle, еден Sizet, еден P250. Гледаме сите се држат околу таа $1000. Но видете го Хајдз, колку агресивен веќе им влезе на Б сайд со аутоснайперот. Конечно го пали десниот клик и за малку ќе најде еден кил. Но не, умира од USP-то на Fear, во меѓувреме на А сайд влегуваат бомбата, е заборавена пред Б-апс, влезот, Convection субав хедшот со својот USP, ја завршува сега работата врз Стојна. Овја, што може да... Но не го проверува тој агол Firestarter. И Фир со 2 Фир. фрага. Вкупно 3 оваа рунда, има потенцијал за четвртиот фраг. Конекс се враќа конечно да ја земе бомбата од пред Б-апс влезот. Има 30 хп. Но сепак има шанса. Само Сониус има армор. И полека напредува на кај. И Convection го очекуваше Конекс, со што ја зеде петата рунда за тимот на Toxicity. Последната рунда од овој халф е пред нас.
Имаме Force Buy од Рибарчи, еден Дигл, еден Скаут и 3 калаши. Стои на агресивен. Убав нейд изеда на 65 хп е бутнат. Во меѓувреме агресивно пушка Деметерен, но Стајл се спремен за овој пуш, а Стојна го губи својот живот на Б. Да го или да ја најде Стојна? Го. Колку што разбрав во чатот, Хайреди на во прашање. Меѓувреме плантираат бомбата Рипарчи на А. Конекс го искористи оваа позиција и Леле! Леле! Прага! Колку успеа да ги најде. И убав хедшот од страна Хайдес, без многу мака. 10-5. Тоа е резултатот на ова полувреме. Да ме интересира како Toxicity ќе изиграат ова исто рунда. Да. Имаме едно USP, Fear го купува за себе си, заедно со Smoke и Flash. Истото тоа го прави Novel, останатите се со глокови. Додека сите се USP-ња на страната на Рипарчи и Firestarter има купено Smoke и еден Defuse Kit, агресивно пушта во меѓувреме Hides на мид. Ке најде овде тројца и нема да успее да бутне ниту еден. Мислам дека ја има информацијата за бомбата. И добар ден. Таму од страна Конекс. Продолжуваат со овие преубави one-тапови играчите на Рипарчи, остануваат сега Noel и Fear против четворица. Уште еден од Firestarter, спама Noel, 2 фрага најде за малку третиот, но го губи својот живот. И со ова 11-тата рунда за Рипарчи е тука. Ова рунда играчите на Рипарчи искористија само 10 куршуби за 5 фрага. Not like this, Styles и Hides ги купија негевите. Ова ќе биде забавно за гледање. Ама не и за слушање. Кога ќе почнат да спамаат сега. Volume 0-2. Ау, и точно на мид им доаѓаат Хајд со 2 фрага. 4-5 искра Хајд со негев! Не ми се верува. Бедна рунда беше тоа од страна Хайдс. New meta. New meta Ace прави Хајд со својот негев. $12-5 предност за Рипарчи. Хайдс ги игра сите оружја што никој не ги игра на ова надпреварување. Да. Конекс одличен пик со АВП-то. Продолжува со својата агресија Конекс, бутка кон топ мид. Таму ќе го пречека Сониус, во меѓувреме Styles прави еден кил и Хайредин умира. Деметере го бутка ти од Б и од Underpass. И Styles не очекува да буде ни смокот, конечно се сврта на време. Convection останува сам против четворица од Рипарчи. Само AK1, флеш и бомбата е заглавена на апс, така да не е баш во најдобра позиција за да земе ова рунда. Како што ми изгледа ова е 13-та рунда за тимот на Рипарчи. Така. Convection субав еден кил, го наоѓа сега и вториот. Но целосно имаат контролата на бомбата Toxicity МК. Доста му интересно на Styles да го отвара овој нож. Да. И плюс... Гледаме Convection. Не, мислам дека го чека да скокне и да го убие со ножот. Но Convection оди Underpass и трча кон А. Мислам дека нема доволно време. Или може би има баш доволно ако... 4, 3 нема. Нема време. Nice try. Барем некој денар ќе си собра од плантот. Тоа да. Може би требаше да ја плента за шорт. Тука ќе да штедеше пола секунда. Не, мислам дека му се направи тој глупавиот баг. Ако кликнеш пред време, не можеш одма после тоа да плантираш. Да, да.
Гледаме играчите на Toxicity со Light by Force. Onyx агресивен на мид, наоѓа еден, но уништен е од другите. Наоѓаат Рейд- некако 3 кила. Toxicity остануваат само двајца живи, тоа се Firestarter и Стојна. И Firestarter со прекрасен трансфер. Успеа да ги најде сите три играчи. Коки, ако можеш пушти ни го пак IP-то од Кюска, зашто ова изгледа како да ќе заврши набргу. Да догледаме и тој гейм. Гледаме пак агресивен пуш од страна на Styles на мид. Но терористите изгледат како без многу идеја. Да. Двајца играчи одат на кај Паѓаат смокови за А. За Стерси Сити. И успева да го најде Styles. И добар хедшот од страна на Фирс, два поред. Деметери успева да го најде Heights и ова најнаш изгледа многу добро за терористите. Не знам дали ќе го очекуваат Firestarter. Firestarter пак со тој спреј трансфер. Наоѓа два фрагови. Но сега се останува на Стојна. Мислам дека ќе пукнеше низ кутијата, ми сплаши за малку. Хайредин останува сам од Рипарчи. Мислам дека ќе проба да земе некој калаш или некое по-адекватно оружје на место чавката за следната рунда. Не успева. Да најде некој. И Фир со 3 хедшоти ова рунда успева да им донесе 6-та рунда на Toxicity. Гледаме добра распределба на киловите на страната на Рипарчи, генерално се сите тука некаде во близина, истото се случува искрено и кај Toxicity МК. Само едноставно подобар тимплей според ова до сега имаат Рипарчи. Дефинитивно. Продолжуваат со своите форсови, имаме 4 диглови и една МК. Styles го губи својот живот. Еко. Ова партија. Да, ниту еднаш не бе еко. Претпоставам и претходната ниту еднаш. Новол се врти на времено и го скратува животот на Конекс. Затоа Хайредин убав one-tap. Го наоѓа и вториот кил. Хайредин е во својата ќоша таму бутнат. Конечно е уништен и останува сам Heights, кој што е АФК. Интернет му паднал. Океј, сега се прати. Oldest trick in the book. Да одат сите во City и тој да им ја дифјузне од апс. И го наоѓа првиот фраг. Но мислам дека не е во позиција ни да направи уште некој фраг, камоли да ја дефюзира бомбата. И најверојатно и ќе умре од бомбата. Не останува на 26 хп. Успева да најде еден АК. И пак имаме форс од страна на тимот на Рипарчи. Да, мислам дека нема да престанат да форсаат додека не им успее. Дефинитивно. Добро, тоа би им ја донесло. Би им донесло матч поинт. Ева втора мапа, така да. Да, првата победа е Рипарчи со 16-4. Гледаме сега тројца играчи на кај А сајт од страна на Toxicity, но и тројца од Рипарчи. Еден играч е пушнат длабоко во T-spawn. Не знам дали ќе го очекуваат.
Конекс. Многу чудна позиција Конекс има. Конечно се одлучи да се врати кон асајтот. Фир во меѓувреме отвара оваа рунда, заедно со Новел целосно го отвори асајтот сега и да дојде да Конекс веќе се спремни за неговата позиција. Може би да беше малку побрз, имаше многу добра позиција, но Аха. се одлучи да се повлече наназад. 18-14. И дали ќе го видиме првото еко? Не. Може би. Имаме 3 диглови, 1 P250 и си споколеа меѓу себе и еден Негев. Face it players. Да. Имаме 5 играчи во апсо страна на Toxicity. Што може би ова би било добро затоа што нема ниту еден играч тима на Рипарчина. Без сега ротира Firestarter и Heights. И Heights повторно со својот Негев наоѓа 2 брзи кила. Но Фир успева брзо да го трейдне и Деметере да најде еден фраг. Зашто брзо го исчисти овој сайт. Не знам дали се спремни за Стојна. Сега најверојатно ќе провери Деметере со убав флик. Успева да ја донесе 9-та рунда за тимот на Toxicity МК. Мгм. Повторен бај. Добро, барем сега имаат посериозен. Имаме едно АВП, еден Негев, МК и еден АУК. Фокусирани Toxicity кон А рампа. Смокната е таа позиција, мора да го почекаат смокот или со флеш да излезат преку него. Од другата страна ги чека Firestarter со својата МК, токму доаѓа флешот. Прегуваат на сајтот, кој што ги пречекува само Firestarter и брзо паѓа Firestarter. Тука е Има навремено Styles ја бутка бомбата и играчот кој што ја носеше. Прави уште еден кил. И трет кил за Styles, конечно се Преку приближува. смок прави хедшот од Сити. Да. Heights 2 кила со својот Негев, конечно ќе биде убиен од Новел. Не го очекува Новел. Кој влезе во смокот. Сега сме 2 на 1. Не знаат позицијата на Новел. Петнаеста рунда за Рипарчи. Сега пак Styles успеа да купи ПДВС-ка. Хајци повторно инвестираше во Негев. Имаме еден дигал, едно АВП и еден калаш од Стојна. Styles продолжува агресивно, бутна Андерпас и го земе првото убиство со својот P90. Вториот кил за Styles со својот P90 се приближува крајот на овој гейм. Convection и Fear остануваат сами против 5 членови на Рипарчи. Firestarter чека во смокот. Fear мислам да е спотнат и ГГ 16-9 Рипарчи поминуваат понатаму во полуфиналињата, како што знам, или во лињата.